знаев дека ова прашање. Не си прв што го поставува прашање и супер мило ми е баш што го постави вака јавно да го кажам. Во моментот кога се решив да оформувам здружение, знаев во која насока ќе се движи здружениево и сакав во таа насока да биде и самото име, значи да означува жена. Сите што ме знаа дека сум јас локал патриот и мораше нешто да биде, некој обележие на прилеп, нешто што е символично за овај реон, нормално да биде нешто поврзано со Македонија, со спортот и со планината. И едно зимо бевме на Висока и застаната тамо горе на Карпата има едно делче како престол и тука стом и размислувам како да се вика здружениево. Имаше и тогаш предавање и си викам чеки бе, овдека бил кралов Пелагон, значи по некако женска верзија од Пелагон, нека биде Пелагона. И така испадна Пелагона. Во Централен регистар кога појдов да го регистрирам, ми рекоа дека не може, затоа што нели ми имаме шаховско здружение Пелагон. И што ме треба нешто да додам, ајде нека биде кралиците, нели се прва, втора, трета. И така настана Пелагона прва. Од чомака. Не знам и стално си викам еден ден ќе седнам и ќе направам една Excel табела за да видам, дури ако можам и хронолошки, ама до ден денеска не сум седнала, ама знам дека не се доволно, дека имам уште многу за качување. Зашто? Сакам да качам колку што можам повеќе. Секој самит ми е омилен. Секој искачување ми е посебно. А зошто? Заради тоа што секој искачување е посебно. Со секој искачување јас сум поразлична, дури искачување на еден ист врв, со секој искачување ми е поразлично и ми е посебно, така да не можам да одвојам. Еве Аконкагва ми е посебна заради тоа што сум била највисоко досега од што сум успеала. Четврта жена од Македонија, мислам не е малку и не е за потфрлување. Килиманџаро ми е интересен затоа што одиш Африка, газдиш снег. Цукшпиц многу често го истакнувам како многу интересен заради тоа што имаше многу лоши услови временски, заради тоа што ме пукаше адреналин. Гросглокнер, Елбрус заради тоа што највисок врв во Европа, Монблан заради тоа што највисок врв на Алпите и прв меѓу тие високогорски, така да секој буквално секој искачување, секој самит има посебно место. Ајде, еве интересна случка, кога го искачував Ухуру пик во Килиманџаро. После искачувањето, значи се симнавме долу да го посетиме домородското племе, Масаите. И меѓу другото имавме обиколка на тие нивни колиби кои што се изградени од измет од крави и во самата колиба, значи живее брачниот пар и добитоков. Инаку Масаите се познати по тоа што се моногамно општество, односно мажите имаат повеќе жени, па јас имав чест да се запознавам со поглаварот, водичот на племето, кој што имаше 32 жени и 100 деца и ме запроси. Ме прашале сакам да останам да живеем таму. Реков не фала, јас ќе се враќам во мојот прилеп, убаво ми е таму. Мило ми е што се запознавме, чао, пријатно и тоа е тоа. Ова прашање да ги прашаш другарите, велат стално кога откачувам, а знам да откачувам, вика мама попила чај. Да? О, Боже, чај од нане.
О, тајчи, мој мали е опасен. И 80 од PMG колектив. Фоллоу ап чоди. Тие што те познаваат велат дека секогаш почнуваш тури со Не. Добра, ајде. последна вечер. Не последна вечер, туку затоа што сам ти верувала слепо. Не почнувам јас, значи не слушам турбофолк, али таа ни е на вака цело друштво кое што планинариме, ни е химна заради тоа што ова кимна че го сецниш. Или уште еднаш да почнам? Може и не, да. За време на короната и пред короната многу често одевме во четвртоци на вечер ноќна на Томовдом и еден другар, значи многу често ја пееше таа песна и заедовме како химна на цело друштво и секош кај да одевме, со кого и да одевме, обавезно барем 2 пати се пушта таа песна и реално, значи сега кога и да ја слушнам ми буди вака убави спомени, убави емоции. Нормално, химна си е химна, треба да се поштува. Еј, се знае Рамштајн. Нема зборе. A few moments later. Zato što sam ti Веровала слепо. И ова имаше качување на маса. Биди среќен што не се качив на клупа се. Се си има своја убавина. Сега ако правиме летен одмор да престојуваш во Охрид, секогаш камп, секогаш шатор, значи никој не може да го надохнади да го замени капењето во 6 сата на Сабајле, иако сум спанка, ама таму станувам рано. А зошто? Што е поубаво? Хотелот со 5 звездички или со 5 милиони звездички? Сега кога ми го постави прашањево за летен одмор, си мислев че ме прашуваш каде и вака ко од пушка сакав да речам Зович. Прилеп, да, како што кажав, сум локал патриот и многу си го сакам Прилеп и тешко ми е да замислам дека некогаш ќе го напуштам. Би го напуштила, ама да се вратам. А Зович е најубавото место во светот, мислам, посебна енергија има. Така да двете, не можам тука да делам. Офицерка. Значи, од мала ми е желба да бидам офицерка и жално што тогаш кога требаше да се запишувам на факултет, квотата за жени беше укината. Инаку, че бев во униформа, сигурно. Следен врв за искачување ќе има брзо, за некој месец, кој ќе видите, ќе следите. И во моментов, ако се однесува следни планови во однос на планинарењето, ето, успешно се качам, до каде што ќе се качам, дај Боже до врв и безбедно да се симнам од таму каде што планирам да одам. Па се гледаме кога ќе се вратам.